Чувани представници на медиумите. Една недела после 5 јуни, ДПМН не може да ја сокрие нервозата и незадоволството од нивниот изборен резултат. Една недела по изборите ДПМН продолжува со селективен пристап, реваншизам, шиканирање, деградирање и омаловажување на членови и симпатизери на СДСМ. Имено веднаш по изборите, истакнати членови и функционери на СДСМ од Прилеп, вработени во Тутунски комбинат, докажани професионалци, со долгогодишно работно искуство, добиваат срамни решенија, со што се врши лична деградација на овие луѓе, само заради тоа што за време на изборната кампања активно беа вклучени, јавно ги презентираа и поддржуваа ставовите на СДСМ. Станува збор за Кире Станковски, член на извршниот одбор на СДСМ од Прилеп, Блаже Гарвевски, член на надзорниот одбор на СДСМ од Прилеп, Христијан Илиовски, член на Комисијата за спорт во СДСМ, Велко Илиовски, член на СДСМ и уште десетина други истакнати членови и симпатизери на СДСМ. За ароганцијата и индиферентниот однос на власта говори следниот факт. Во саботата во Тризла изгореа 4 куќи до тему. Изјавите на собствениците на овие куќи и на очевидците се запрепастувачки. Тие велат дека противпожарната единица реагира последен час од пријавувањето на настанот. Јас прашувам, зошто? Дали некој во оваа држава ќе преземе одговорност и ќе излезе во пресрет на овие семејства? Тоа што ДПМН доби поддршка од граѓаните наредните 4 години да ја води државата, не им дава право да прават циркус. Ниту еден освоен глас не им дава легитимитет да се однесуваат неодговорно, насилно и арогантно. Напротив, тие се влада на сите граѓани во Македонија. Додека власта лично се пресметува со неистомислениците и членови на други политички партии, и додека од сето во оваа држава прави политика, секојдневието станува ужас. Додека министерката Јакуловска упорно се заткрива за нефината политичка партија и дава збунувачки изјави за тоа што се случило вечерта на 5 јуни и како се случило, народот трпи. Трпи неправди, секој еден без разлика дали гласал и за кого гласал. Господи Јакуловска, функцијата министер за внатрешни работи не е само политичка функција. Таа е граѓанска функција која треба да гарантира безбедност и сигурност на секој граѓанин на оваа држава. Тоа нема никаква допирна точка со политика. Тие се основни права на секој поединец загарантирани со Уставот на Република Македонија. На крај повик до Маријан Истрески. Маријан, ти си градоначалник на сите граѓани на Прилеп. Те повикуваме во иднина ти да бидеш првиот што ќе застанеш на браникот на демократијата. Ти да бидеш првиот што ќе се бориш против реваншизам и лична деградација на сите граѓани на општина Прилеп. Не дозволувај партиски поделби и шиканирање. На крајот на краиштата, сите се бориме за подобра иднина на Прилеп и на Република Македонија.